Почитување. Македонија се сака со дела. Избери дела. Рече вчера Груевски на промоцијата на во најголем дел старо-новите кандидати за градоначалници од редовите на ДПМН. Какви дела стојат за Владимир Талевски, кога без око да им трепне го нудат пред битолчани за уште еден градоначалнички мандат? Или подобро, што направи Владе за Битола овие 8 години? Освен што потроши околу 200 милиони евра пари собрани од битолчани. Со какви дела Владе ја потврди својата љубов кон Битола? Еве еден пример. Во септември 2007 година Талевски во име на општина Битола склучува договор број 08/2518 со скопската фирма Автонова за уредување на градежно земјиште, за што фирмата уредно на сметката на општината уплатила околу 6,5 милиони денари. Но Талевски, иако ги прими парите, и по 3 години нити го исполнил договорот, ниту ги вратил парите. Иако веќе говориме за дела, што би рекол Грујо, вакво дело во секој случај се карактеризира едноставно како измама. Затоа Автонова во 2010 година поведува спор и истиот се разбира со одлука на Основниот суд во Битола го добива. Во пресудата број 173/10, судот ја задолжува општината на фирмата да и се вратат 5,5 милиони денари. И Талевски во негов ноншалантен стил, наместо да ги врати парите, изјавува жалба пред битолска апелација. Ем виновен, ем кабадарен. Апелациониот суд во 2011 година ја отфрла жалбата како неоснована и ја потврдува одлуката на Основниот суд. И повторно Талевски на дело. Наместо да ја испочитува пресудата, тој оди чекор натаму и бара ревизија од Врховниот суд. Во октомври 2012 година, пред само 4 месеци, Врховниот суд донесе конечна пресуда во корист на оштетената фирма. Општина Битола не само што мора да ги врати уплатените средства на Автонова, туку заради неодговорното, нерационалното и недомакинското работење на Владимир Талевски, сумата од 5,5 милиони денари низ правосудните лавиринти двојно се зголеми. Само на име на камата на главен долг 3,8 милиони денари. Процесни извршни трошоци над 500.000 денари. Општината ќе плати дополнителни 4,5 милиони денари. Се разбира без трошоците за адвокатски услуги на тужителот. Или правната авантура и неодговорност на градоначалникот, битолчани наместо 5,5 ќе ги чини 10 милиони денари. Вакви под наводници гениални дела од најпознатиот гениалец, за жал, има многу. Затоа и го најавувам серијалот што ќе следи и ќе говори за така наречените дела на Владимир Талевски последните 8 години. Затоа и Битола последните 8 години назадува, наместо да чекори напред. Битола не го заслужува ова. Битола може и мора поинаку. И ќе биде поинаку. Веќе од 24 март Битола со новиот градоначалник Менде Диневски конечно ќе ја види одговорноста на дело. Вистински човек за вистински решенја за нашата Битола.